одресен доктор Анастас Джуровски. И посебен поздрав за нашите коалиционни партнери. Пред некој ден, почитувани видетели, дека следната средба со вас ќе биде токму овде, во спортската сала во Ресен. Токму овде, бидејќи гледате, просториите каде што се собираме од ден на ден стануваат предесни да не примат сите нас. Не има се повеќе, затоа што сите ние ги препознаваме политиките на владата на ВМРО-ДПМНЕ и на коалицијата за подобра Македонија. Не има се повеќе, затоа што јасно ги препознаваме неуморната посветеност и безрезервното ангажирање на нашиот премиер, господинот Никола Груевски, и на министрите во владата на Република Македонија. На сите оние кои грчевито се борат за подигнување на квалитетот на нашето живеење, за секојдневно подобрување на рейтингот, имиджот и перцепцијата за Република Македонија во Европа и во светот. Не има се повеќе, затоа што очигледно, сврсто сме решени и убедени на 24 март да извојуваме убедлива победа уште во првиот изборен круг. Пред некој ден, почитувани, ви ветив дека за неколку дена ќе се појавам пред вас со конкретна програма. Еве ја. Денес секој од вас ја има пред себе. Програмата со конкретни, реално остварливи проекти, со рокови и динамика за нивна реализација и со прецизно наведени износи и извори на финансирање. Програма во која не ветуваме чуда, програма во која не ветуваме измислени работи, туку програма со конкретни проекти за чија реализација се обврзуваме пред вас, со цел онолку колку што ќе можеме да го подобриме квалитетот на живењето на сите нас тука во Преспа. Дадениот збор, почитувани, за нас е закон. Нашата вредност, во која јас цврсто и непоколебливо верувам, е токму ветеното. Од тие принципи нема да отстапиме ни за милиметар. Сето што го ветуваме, го има во нашите програми. Тие се нашата визија за развој на општината. А таа визија е гаранција за развој. Визија преточена во конкретни проекти кои треба и мора да се реализира. Тоа е она, почитувани, што не прави поинакви од другите. Од оние кои никогаш досега не излегле пред вас со конкретна програма, со конкретни проекти. Поинакви сме од оние кои политиката ја доживуваат како поле за манипулации со граѓаните, за тапкање порано и манифестирање политичко лицемерие. А такви ги имаме во нашата општина, ги знаете вие, многу добро ги знаете кои се тие. Нашиот политички противник, еден од тие противници, пред известно време бил во селата во Мала Преспа и на понеупатените граѓани им се представувал како кандидат на ВМРО-ДПМНЕ. Па може ли, почитувани со граѓани мои, Димитар Бузлевски да биде кандидат на ВМРО-ДПМНЕ? Разликата, почитувани, вие и сите оние кои ги излезат на изборите на 24 март, добро ја знаат. Јас не сум човек што ветува се и сешто. Дадениот збор за мене е обврзувачки. Од него нема ниту отстапки, ниту колебање. Само со честност и одговорност, споделувајќи ги вредностите на политиките на владата на Република Македонија,
можеме да сметаме на успех. А успехот, почитувани, единствено ќе се мери со сработеното, со резултатите од сработеното, со подигнувањето на квалитетот на нашето живење. Првиот чекор кон тоа, почитувани, секако е победата што ќе извојуваме по првиот изборен круг на 24 март. Реализацијата на проектите од програмата што е пред вас, почитувани, ќе биде наш императив и преокупација во наредниот 4-годишен период. Уверен сум дека заедно со сите вас тоа можеме и едноставно мораме да го сториме. Сите заедно, и македонците, и албанците, и турците, и египтјаните, и ромите, и власите, и србите од Ресен и Преспа. Сите ние кои сме вечера тука, и сите нас кои не има по нашата Преспа. Развиорете ги различните знамена, развиорете ги да ги видам. Покажете му на нашиот политички противник колку сме сплотени и единствени. Секогаш ќе биде вака. Верувајте, ќе го почувствуваат тие тоа уште на 24 март. Обавезно. Мојата програма за развој на Преспа представува композиција од реално остварливи проекти за заживување на стопанството, за заживување на комунално-инфраструктурната сфера, здравството, образованието, културата и спортот. И се друго што би помогнало во подигнувањето на квалитетот на живењето на сите нас. Локалниот економски развој на општина Ресен е главна цел на ВМРО-ДПМН и на коалицијата за подобна Македонија. Тој ги вклучува сите активности насочени кон создавање нови работни места и приход кој го подобрува квалитетот на животот на населението. Економскиот развој, кој ќе биде наша примарна цел, ги опфаќа напорите на локалната власт за проширување на економските активности преку ефикасно користење и соодветна распределба на ресурсите со кои располага Преспа. Ќе вложиме максимални напори, конечно, да изнајдеме инвеститор кој ќе ја започне изградбата на откупно-дистрибутивниот центар на Макази, со што реално очекуваме надминување на долгогодишниот проблем со откупот и пласманот на јаболката. Обезбедивме површини од 10 хектари, што представува солидна основа за формирање и развој на индустријската зона на Макази, која ќе биде погодна за вложување и во други содржини кои не се поврзани со откупот и преработката на преспанското јаблико. Дополнителни површини ќе бидат обезбедени и во втората индустријска зона, која ќе биде лоцирана на просторот на поранешниот Преспатеж, со што ќе представува погодно место за возобновување на производствени активности од поголемо дел. Предвидено е тој дел да го издвоиме како индустријска зона на Ресен, со тоа што постојните капацитети ќе бидат вклопени во индустријската зона, а слободните парцели ќе бидат продадени на инвеститори за кои општината ќе вложи напори да отворат своји бизниси. Во таа насока, Агропод веќе најави изградба на 2 нови производствени капацитети, што беше потврдено и на вчерашната наша средба со собственикот на концернот Свислио, господинот Родолюб Драшковиќ, со кого беа поставени основите на идната наша соработка. Спротивно на сето она што деновиве го шири низ јавноста нашиот политички противник, кого верувајте, почитувани, не го прибира ни до капијата на Преспатекс. Во соработка со владата на Република Македонија ќе отвориме 2 туристички развојни зони, за кои, како и за претходно споменатите проекти, веќе е извршена урбанизација на предвидените локации.
Преку нив ќе овозможиме поволни услови за потенцијалните инвеститори и континуирано ќе вршиме промоција на истите, со цел да ги представиме погодностите на општината пред инвеститорите, кои ќе инвестираат во сферата на туризмот, кои како стопанска гранка одамна е замрено опресена. Со тоа ќе придонесем за развој и на локалната економија, за отварање нови работни места, што од своја страна ќе придонесе за придвижување на целокупната економија и подобрувањето на животниот стандард на Преспанчево. Во функција на остварување на поголем локален економски развој и реализација на проектите што веќе ги споменам, ќе бидат изработени стратегија за развој на локалната економија со акцијски план за периодот од 2013 до 2020 година, како и поддршка за формирање на развој индустријски зони на Макази и Мејпоранешниот Преспатек. Овие два проекти ќе бидат финансирани со средства од буџетот на Република Македонија. Бидејќи сме убедени во максимата дека само образовано население може соодветно да се носи со предизвиците на модерното, дигитализирано општество, вложувањата во образовната сфера во општината ќе имаат посебно значење. Покрај проектот за изградба на две нови училишни спортски сали во двете основни училишта во Ресен, проект што ќе се финансира од буџетот на Република Македонија,